Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во последното за оваа година издание на Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе го задржиме вашето внимание се до крајот на емисијата, бидејќи имаме една интересна тема која што верувам дека ќе биде интересна. Уште повеќе што ќе говориме за видот, а ние некако бидејќи барем ние претпоставуваме дека не следи никоја повозрасна популација, добро ќе дојде еве да слушнете за сето она што ќе го кажеме во однос на катарактата, во однос на новиот тренд кога станува збор за проблемите со катарактата и вградувањето на мултифокални леки. Ќе кажеме нешто и за сувост на окото, а за сите овие работи, за оваа тема одговорен доктор Наум Трпеновски, кој што е очен хирург и ни доаѓа од Промедикал офталмологијата, која што е дел од Промедика Медикал центарот. Доктор Наум, добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Одамна не сте биле, па еве некако со вас да заокружиме оваа година. Да завршиме. Се надеваме дека во иднава ќе помалку ќе се занимаваме со короната и сето она што веќе 2 години не следи. Да започнеме со она што е навистина тренд веќе. Каева си, како што кажавте, 1000 операции само оваа година? Да, имаше многу работа, најверојатно се должи на нашиот квалитет, но најверојатно и на што мораше дел од државното здравство да биде зафатен со лекувањето на короната, нас ни остана другиот дел да го и ние решаваме, едни од тие и така заедно. Од овие 1600 се мултифокали вградени, така? Да, се јавува еден голем тренд на операции на тие мултифокални лечи. Пред се желбата на луѓето да во потполност ги отфрлат своите наочари кога веќе се оперираат, да добијат и вид на близу, што реално последниве 3-4 години и не беше можно. Технологијата порасна доста, пораснавме и ние со технологијата, се рутиниравме и веќе 2 години тој тренд на мултифокални лечи е наш основен, да кажам, таргет во работата и мило ми е што тој огромен процент кој е според неофицијални мои информации највисок процент на мултифокали од целата работа во сите оние, да кажам, ексиу простори со кои ние се споредуваме на еден начин, така да во секој случај тоа е голем добробит за пациентите и тие се доста весели и задоволни кога приметуваат дека после долго носење на своите очила за блиску, веќе дека не мора да ги носат. Така. Кога станува збор за овие леки, обично се практикуваат во третманот на катарактата. Како стои состојбата со катаракта кај нас? Дали е повеќе застапена? Какви се вашите сознанија? Да, многу. Во секој случај, како и секаде во светот, тоа е најчеста операција и во офталмологијата, но и во целата хирургија воопшто. Процентуално околу 10.000 луѓе годишно го решаваат тој проблем во Македонија. Тој е уште повисок во малце поразвиените земји, ради подолгиот животен рок, стандардот и така да ја има многу и секогаш ја имало, не е тоа некоја, да кажам, епидемиска појава, него катарактата има многу. Така, тоа е еден вид на старечка болест на очите. Да. Обично во која возраст од годините се јавува? Па, реално тоа доаѓа после 60-тите години, но секако дека тоа е поголемиот дел, но имаме еден добар дел и порано што се јавува. Обично луѓето се така малце зачудени дека тоа им се јавило на тие години, но се јавува. Сме оперирале и од 20-25 години, додека бе во државното здравство во анестезија, сум оперирал и деца, така да доста ја има. Како нов дел, да кажам, е така наречената операција на чиста и незамаглена леќа. Тоа луѓе кои немаат катаракта, посакуваат да не ги носат своите наочари за близу. Тоа е невозможно со тој ласер познат за далеку. Повеќето луѓе мислат дека кога направат корекција ласерска на очите, на диоптрија, дека со тоа добиваат и за близина, но не. Тоа мора да се извади
лечата, било да е замаглена, да човекот има катаракта, било да таа е чиста или не замаглена, тогаш се работи само за желба да се отклони една висока диоптрија, обично за далеку. Луѓето е кога веќе отклонува таа диоптрија за далеку, да тоа се реши и за блиску, и таа клиентела, да кажем, е кај нас веќе се побројна, знаат веќе луѓето дека тоа може да се реши на блиску. Ние последниве 2 години веќе ги прифаќаме сите тие случаеви, било каква да е комплицирана диоптрија, и на еден начин ја тргнавме таа, да кажам, фама дека тие мултифокали се тешки за привикнување. Тие не се лесни кај наочарите, но кај самата леча, бидејќи ја вадиме природната леча и на нејзино место природно, како што е ставаме вештачка леча, а воопшто не е проблем никаков привикнувањето на таа нова состојба кај пациентот, додека кај мултифокалните наочари понекогаш треба и некое привикнување, зависат и од други, да кажам, работи, но овде веќе тоа станува стварно една голема рутинска процедура, многу рутинска процедура. Кога сме веќе кај катарактата, би сакала да ги споменеме симптомите за сите оние кои што не следат, за да знаат кога да реагираат, нели, за да се јават кај очен лекар или очен хирург. Реално симптомите пациентите ги приметуваат и сами, доаѓаат до некој замаглен вид, и оние кои се поревностни доаѓаат малце побрзо до кај нас, другите веќе те гледаат кога почнуваат во еден дел многу малку да гледаат, што би кажал, ништо не гледаат, али во главном симптомите се лесни за откривање, не се тешки, лесни за пациентот, бидејќи сепак тоа е замаглен вид. Но сепак решението е релативно рутинско, било да се тоа традиционалните монофокални лечи, со кои пациентот гледа добро надалеку, а за близу мора да користи диоптриски очила, било да се така наречените бифокални лечи, кои ги ставаме, со кои пациентот гледа добро надалеку и добро на блиску, на, да кажеме, 50 сантиметри. Тоа е некој најпрактичен вид, тие 50 сантиметри. Тие лечи, така наречени со продолжен фокус или бифокали, се најпрактични по нивната, да кажам, и цена и по употреба, а и мислам дека лично дека е доволно да човек гледа на 50 сантиметри, бидејќи таму се наоѓа лаптопот, компјутерот, да кажам, сите оние домашни работи кои човек ги врши, било да е тоа ручек, пиење, кафе, пеглање, и веќе луѓе кои сакаат максимумот тоа да добијат, тоа се така наречените трифокални. Тие гледаат добро надалеку, но наблизу добиваме со трифокалите 2 близини. И близината од 40 сантиметри и од 70. Тоа обично го препорачуваме, да речеме, кај шалтерски работници, кај што мора да го види тастатурата, па екранот, па клиентот, и така некои занимања кои, да кажам, сакаат сите да лечени, да ги добијат наблизу, и тие се крајниот, да кажам, врвот на решавањето на видот на човекот. Важно е многу претходно пациентот да се види дали е кандидат, не само кај него да постои желба за тоа, туку се земаат мерки, и од мерките во суштина се одлучува дали тој пациент е поволен кандидат за тоа, и после земањето на мерки на окото му се на пациентот предлага тоа. Меѓу време со него се разговара да се видат неговите потреби кои се, и да кажам, и тогаш од моја страна доаѓа до еден конкретен предлог што би било за него најдобро, што би било оптимално, а да не мораете да одиме до тој, да кажам, максимум. И потоа таа леча било да има тука, да кажам, лагерски, да е присатна кај нас. Ако е нешто специфично, таа се доаѓа до нарачка од земјите со кои ние работиме, Белгија, Франција
и Израел, и веќе после тоа доаѓа до она, да кажам, оперирање на едното, па по одреден период од утре дента веќе може да се оперира и второто око. Ова е нешто што кажав што е тренд во последните 2 години, кажавте колку досега сте направиле вградување на леки. Да појасниме за гледачите, за сите оние кои што носат очила на далеку, очила за блиску, значи сите тоа се прави со еден оперативен зафат, да луѓето можат да не носат по 2-3 пара очила со нив, него со вградување на леките да имаат вид и на далеку и на блиску, како што кажавте, и на некое пристојно растојание од 50 см, од 30 и така натаму. Колку трае едно вградување на леки? Време траење на самата интервенција е релативно брза, околу 15-20, некогаш и 25 минути, просекот е околу 20 минути, сепак поголем дел се посветува истиот ден и претходно на припремите, бидејќи се многу важни. Потребно е и по протокол и по закон и по службен вестник. Треба дали има некои пречки, ако евентуално нешто многу важни се припремите, бидејќи луѓето луѓето често сакаат на таа леча да ја дадат некои така поголемо значение или димензии него што таа ги има. Таа е само дел од видот, така да се снима позади таа леча, стаклестото тело на ехо, се гледа дали има промени, потоа се прави длабински компјутер, ние го викаме ОЦТ на око, и се гледа каква е состојбата на неговата макула, бидејќи во таа макула е мозокот на окото, се создава видот. Од кога тоа ќе се снима истовремено и очниот нерв, кој го спроведува целиот тој вид до главата, до мозокот, каде што се наоѓа и центарот за вид. Па потоа, од кога ќе видиме дека неговата макула, неговиот очен нерв и позадината од окото е здрава, или ако не алармираме дека успехот на операцијата ќе биде скромен, или дека операцијата не треба да се прави, бидејќи човекот може би има друг проблем кој е поприоритетен од самата катаракта, или самото лекување на катарактата би го влошило тој проблем, тогаш придуваме до решавање на тој проблем. Доколку се е во ред на сите тие предоперативни снимања, тогаш следува земање на мерки на окото, се мери она како кројат сликовито сите димензии на окото, има за тоа посебни апарати, и од тие мерки, зависно по неколку формули кои ги поседува самиот апарат, а и кои ние во соработка со други, да кажам, формули кои ни се достапни, правиме таа така наречена биометрија или земање мерка, и тогаш после таа биометрија, после мерењата на состојбата вистинска на целото око, доаѓаме до една одлука и до некое наше, да кажам, ветување на пациентот што тој од тоа може да очекува. Ако ни се сите услови исполнети, здраво око, здрава макула, здрав очен нерв, немање на други болести на окото, тога веќе доаѓаме до 100% успех на оваа операција и задоволен пациент. Без тие припреми не би можело да се никако. Така, да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Се исклучи, добро, се надевам дека повторно ќе се јави гледачот, ако се јави ќе го вклучиме. Доктор Наум, обично говориме кога станува збор за катаракта се вградуваат овие леки кои што кажавте ги има повеќе типови, за блиску, за далеку и може две далечини на блиску. Две далечини на блиску, како што кажавте, поблиску и 50 на сантиметри. Дали се прави вградување на вакви мултифокали и ако нема некој катаракт? Во кој случај? Па прво во случаевите, луѓето и да имаат, да кажам, ситуација кај што гледаат на блиску, но имаат, да кажам, -8, -10, +8, +10, па и повеќе, тогаш тие кога отидат
кај луѓе кои прават ласерска корекција на око, која се прави со брусење на нивната рожница, на прозирниот дел, и утврдат дека нивната рожница нема доволна дебелина за да се избруси, да се добие некоја бројка пристојна, да не е сега се оперира човек од ласерска корекција имал минус 10, па минус 5 да има, тоа не е тоа. Тогаш сите му викаат дека не е за таа ласерска корекција, дека неговата диоптрија е превисока и дека тоа може да се реши со вадење на природната леќа и ставање на вештачка леќа. Ајде да слушнеме дали има некој на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Праве сум од очно перде пред 4 години. И сега на левото... Добро вечер. Да, Добро ве вечер, слушаме, добро само вечер. намалите го тонот на телевизорот, постојано тоа го кажуваме кога треба да Да, искомуницираме. намален. Пред 4 години сум правен операција од перде на двете очи. Добро. Сега на левото око почнувам да гледам, мислам, овие ситни букви. Што е проблемот? Така. Добро. Значи, секако дека за најточна диагноза би ни бил можеби подетален преглед потребен, но сепак како совет за пациентот, кога се прави операцијата на перде или катаракта, се вади природната леќа, Така. која е сместена во една кеса во самото око, се вади леќата, но кесата Може останува. да се исклучите и да го слушате доктор Наум, ќе ви одговори. Кесата останува и ние во таа кеса ставаме вештачка леќа. Така. Се е ново, само кесата е стара. Тоа е сликовито кога им објаснувам на пациентите. И поради таа причина може да се јавите? Да, тоа ја им кажувам секојаш како да одите, на пример, во Тинекс со своја кеса, вадите ваши работи од кесата, ставате нови. Се е ново, ама кесата е стара. И во таа кеса може да се замагли, значи, и тоа се нарекува секундарно перде или катаракта. Во вистинска смисла на зборот тоа не е права катаракта, не е замаглена цела леќа, бидејќи огромен дел од таа леќа е сменет, но кесата е замаглена и таа се решава доста брзо, доста ефектно, нема отворање на окото, нема налегнување класично во сала, него амбулантно пациентот како што и прегледот очење става главата на тој микроскоп да кажам и се пушта ласер тука. Така. Ние поседуваме таков ласер одамна и се отвора еден мал кружен отвор, онолку колку што е зеницата, колку пациентот не стоидел да гледа. Доброто е што тоа е 3, 5, 7 минути, зависно од некои ситни работи со работка на пациент, Така. искуство на лекарот. И одма си оди тој тука, се ставаат капки само 5 до 7 дена, малце за окото, сепак и ласерот има одредена Така. енергија и пациентот веќе не може да му се јави тоа секундарно перде, не е сега сме правеле па пак. Него еднашка тоа се работи, се отвара тој отвор нема веќе, да речам, сликовито таа кеса ништо и не може да се замагли отвор, значи Така. воздух не може да Во се секој замагли. случај треба да се јави нели кај очен хирург за да, Да, му се се прави реши тоа, проблемот и- рутински е Така. тоа и нема повеќе да му Да се има јави во никој случај. Значи. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Пред 4 години имам правено перде имам на двете очи и сега осеќам на левото послабо гледам на ситни букви, што е проблемот? Па За имаме доктора прашање. две варијанти, значи тоа вие ова што го кажавме. Истиот проблем Да. како и претходно, да. Да, тоа се јавило најверојатно секундарно перде и тоа не е, да кажам, компликација, тоа е појава. Така да тоа се прави ласер тука, Така, значи амбулантно. се решава како што кажавте и претходно, да. во амбуланта, така да тоа е најверојатно тоа и тој проблем најверојатно не е само за диоптрија, значи треба така наречен јаг ласер да се направи на него и тоа може пациентот на неколку места да го направи и тоа е брза, благодарна така. и
успешна интервенција. Нема тука проблем. Значи и за вториот и за претходниот гледач ми се чини дека избеше проблемот и како што кажавте може да се реши и тоа е една лесна интервенција. Добро вечер, кој се јавува? Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се слушаме. Да, Повелете. Така, ме слушате вие, така? Да, ве слушаме, говорете. Имаме проблем со очи, се работи за жена ми, таа не гледа воопшто сега на двете очи. Бевме на сите испитувања, Така. мислам томографија, за крвни садови, се направивме, уште имаме сега за, мислам дека да се види уште травматологија да снимаме и докторкава што е во државна устари 8 септември ни кажа дека и се ослабени нервните влакна, очни нервни влакна. И не може да најдат од каде и зошто не гледа и на двете очи. Како и кај би можеле да се обратиме да видиме што е проблемот? Добро, ви благодариме, доктор Наум. Што е вашето мислење? Така, видот од окото го спроведува до мозокот очниот нерв. И обично, ако нема кој да спроведе, ако тој нерв е на еден начин ослабнат, уништен, тогаш не може да се тоа случи. Затоа се потребни тие предоперативни испитувања за да се види тоа. Доколку е тој нерв документирано, а очигледно е документирано, тоа значи дека веќе тој нерв... Тоа значи дека не може да се реши овој проблем? Како проблем не, најверојатно, бидејќи тоа 8 септември е бившата моја, да кажам, фирма и се работи за солидни офталмолози таму, така да верувам дека нема нешто повеќе да ние кажеме, но можно е да може да таа да кажам тој пациент гледа со некои одредени помагала. Доста скромно, тоа се така наречени телескопски очила. Тие очила телескопски во едното или во двете очи се вградува не во окото, може и во окото, али првично се става на самите наочари. Така. Малце така не делува толку естетски, на самите наочари се става тој мал телескоп, али ете, човекот може да некои основни потреби. Ние ги имаме тие помагала за субнормален вид. Мислам барем дека сме единствени во Рама. Так, ако сака да можда можеме да помогнеме да така малку скромно гледа. Лично мислам дека доколку и кај нас би дошол, во секој случај нека пациентот повели кај нас, но реално се сомневам дека ние би можеле нешто во овој случај повеќе да понудиме. Има ли некој на линија? Има. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Јас патим од суво око. Така, да. Требаше да проговориме и за тоа. Очите многу ме сврбат. Значи сега поготово овој период, зимскиот период. Така. Многу ме сврбат, не сум употребувала никакви лекарства, ништо, не сум била на лекар. Добро. А и видот ми е поматен и од блиску и од далеку. Не сте биле досега на никаков преглед? Не сум била на никаков. На никаков преглед, да. Со ова би требало веќе да појдете нели на еден преглед кај може кај доктор Наум, па да види доктор Наум зашто се работи, бидејќи тие имаат и добар апарати за сувост на очите, така да ако сакате можете да појдете кај нив. Па вака. А каде се навоѓа тој? Јас касно се уклучив во емисијава. Да, значи сите оние кои што не следат, веќе од утре после 8:30 часот нашата секретарка ќе биде нели во телевизија и ќе можете кај неа да се јавите, сите што се заинтересирани ќе го добијат бројот од доктор Наум и од Промедика офталмологија, каде што работи тоа е во центарот на градот кај Рамстор негде ете. Да. Благодарам. Кај Стара железничка Промедика, значи проблемот со суво око е многу развиен и чест. Ние
ете, да кажем, сме единствени што поседуваме кабинет за таа работа, кој е ултра опремен, бидејќи свативме колку тој проблем е фреквентен. Самите солзи на секој човек не се обично, да кажам, вода. Дали количината, тоа ни беше и некако во план да го проговориме, количината на солзи колку влијае на сувоста на окото и на видот? Човекот, самите солзи се состојат од 3 слоеви. Значи, еден слој е лигав, еден воден и еден е мрсен. Има 3 слоја. Не е она дека се, да кажам, обична вода солзите. И првично треба да се стави на апарат посебен, кој кажува кој слој фали. Обично, ради непоседување на таква софистицирана опрема и ние порано, кога тоа го немавме, дававме водени солзи кои го заменуваат водениот дел од солзите. Но не треба да даваш такви солзи ако човекот го има тој воден дел. Треба да се види кој дел фали, постојат солзи со овие 2 дела во главном водениот, но и со мрсниот дел или липидниот. Ако фали тој мрсен дел, тога солзите се создаваат, ама брзо заминуваат, многу побрзо него што треба. Липидниот слој, тоа од озгора масното, прави да солзите не испаруваат брзо. Ако човек му фали липидниот, треба да се дадат капки со липиден дел. И тогаш многу побрзо солзите ќе бидат тука. Но тоа е сепак делумно решавање на проблемот. Ние поседуваме 2 апарати со чии третмани, 2-3 третмани се. Окото само се на еден начин стимулира, натерува, да речам, да почне да го произведува неговиот воден дел или неговиот мрсен дел. Кога почне да го произведува, тоа е многу попрецизно, многу пософистицирано самиот организам го тоа работи, отколку да еден пациент нон-стоп цел живот става или липидни или водени солзи, што е доста тешко, а и реално многу поевтин е третманот, него бесконечно ставање на солзи, поефектен е, никој не може да дозира онака како што да речам, Господ го направи окото да тоа самото ги дозира тие малечки дози. Секако влијае тука и околината. Многу имаме, значи, парно грејење, го суши воздухот, испарува плюс и кај човек што нема такво пореметување на окото, климите, топлото време, јуни, јули, август, тука, секако и таа надразба се појачува од загадениот воздух и тоа е доста тешка работа да нон-стоп више очите црвени, суви, тоа е голем дискомфорт прави на пациентот, а солзите учествуваат многу и во видот. Бидејќи ако нема влажност, лошо се гледа, тоа е дури и чудно да толку еден мал дел од видот толку и значи. Своевремено Леонардо да Винчи зема чаша со вода, ја става на окото и гледа колку успева подобро да гледа од кога е таа чаша празна. И тој уште тогаш и други почнуваат да сваќаат таа улога на солзите во видот. Не се само за измивање на окото, него стварно учествуваат во тој вид. Има ли суво толку влијание на видот после операција? Да, некогаш, значи тоа е некоја појава, сепак таа операција не е толку лесна колку што е брза. Имаме привремено, да кажам, појава на тоа суво око и пациентите понекогаш сами знаат отворено да кажат, ние го немавме ова суво око пред операцијата, сега го имаме, реално тоа се јавува, но е привремена состојба. Ако е друга причината за суво око, тогаш таа е една стална, редовна, перманентна состојба. Кај катарактата реално се јавува доста привремено, ама тога некако човекот става акцент на своето око, на видот, се заинтересирува, така да се јавува и ние го имаме и во нашето упатство, јавено тоа како едно, да кажам, предупредување на пациентот, бидејќи добро е да се има тие упатства за пациентот стварно да биде запознат со се што таа операција носи. Уште да ве прашам како за крај, дали кога ќе се вградат мултифокалите, се трајни? Да, тоа е доста често прашање. Тие се трајни. Така, да кажам,
е и од сертификатот на производителот. На секој отпусно писмо потребно е пациентот да има една мала лепенка која се лепи, која кажува во кој рок е таа леча, дали е во рок, значи, и тука има и до кога трае, и таа е доживотно. Тука е неограничен, да кажам, тој дел. Ние истите сите тие операции и ги снимаме, што е, да кажеме, на наша феригра према пациентот, Така, и тој да, на и своето онako отпусно писмо во Се една го мала добива. коцка добива QR код на која кликнува со телефонот и може, ете, доколку сака, да си ја види собствената операција, што е таму вградено и да таа леча која ве, кажувам, доживотно трае, така да се доживотни тие лечи. Имаат неограничен рок на траење. Така. Доктор Наум, добро е што еве го имаме ова кај нас и што можете да им помогнете на голем број на наши граѓани, ваши пациенти, да можат да си го подобрат живењето во секојдневието со добар вид, како што кажавме, во исто време и надалеку и наблиску, да не мора да носат очила. Ви благодарам за денес и посакувам успешна и 2022 во она што го работите и се надевам дека повторно ќе бидете дел од вашите. Благодарам и јас, ете со една, да кажам, релативно весела прогноза овие времења здравствени тешки, да им ги на луѓето подобриме и да им и вас и нив посакам и добро здравје и среќни празници сега кои надоаѓаат. Така, ви благодарам многу. Молим. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви посакувам да имате добро здравје, среќни новогодишни и божикни празници, а ние се гледаме, се разбира, во новата 2022. Имајте убав ден и добро здравје.